Здраво, другари! Се надевам, ме запомнивте од минатиот пат, но ако не е така, еве, уште еднаш ќе ви се представам. Јас сум учителка Пиле од градинката 8 март. Денес ќе ви раскажам една приказна. Многу интересна, а се надевам дека вие со внимание ќе ја следите. И потоа, заедно ќе повториме што научивме. Сега, за почеток, најважно е да се наместите удобно, да ја тргнете косичката позади ушцињата и внимателно да слушате. Оваа приказна е за едно детенце по име Марвин. Марвин, кога имал 3 години, не го сакал многу зеленчукот и секогаш негодувал, се лутел и се бунтувал, за да не јаде. Како и секој вообичаен ден, така и овој пат родителите го повикале Марвин заедно да ручаат. А потоа, кога ќе се наруча, ќе може да оди во парк со неговиот дете. Но Марвин толку многу се лутел, што воопшто не ја пипнал чинијата. Само гледал во неа и ништо не јадел. Неговата мајка повторно го опоменува, но тој упорно по свое си терал. Почнал да вреска деца на целиот клас. Не сакам зеленчук, сакам колачи, сакам сладолед, пица, компирчиња. Леле, толку многу силно врескал, што не го слушнал ни звончето кога дошол неговиот дедо. Марвин! Марвин! Јас дојдов! Ти подготвен си? Плачеш и врескаш? Избриши се, избриши ги солзите. Дојди кај мене. Марвин деца се затрчал кон неговиот дедо, радосен дека ќе го носи во парк. Меѓутоа се договориле кога ќе се вратат од парк, да вети дека ќе изеде цела чинија со зеленчук. Марвин со половина уста рекол: добро, може, ќе се договориме, но најважно сега е да одиме во парк. Ако, рекол дедот, ќе ја исполнам твојата желба, но и ти треба да послушаш и да почнеш здраво да се храниш. Тргнале во паркот, а таму што да видат? Убавина. Сите деца играат, се забавуваат, се веселат, уживаат на пролетното сонце. И Марвин исто така многу убаво се забавувал. Но во еден момент здогледал едно врапче како јаде црвче. Што е ова? Па тоа е едно пиле што јаде црвче. Пилето ги јаде црвчињата за да има сила на есен да одлета на југ. А погледни долу сега, му рекол дедото. Ова е една гастелица што јаде сочно зелено ливче. А погледни на дрвото. Таму е верверичката што јаде желади, па дури и си собира за во зима оревчиња и лешничиња. Гледаш, Марвин, секој си јаде од својата храна за да има сила да порасне голем. Но ти денес се лутеше и не само денес, и изминатите денови. Треба да сватиш и да научиш дека здравата храна на децата особено им дава голема сила, голема енергија и многу силни, мускули, за да можат да играат, да напредуваат и да растат. Сега време е да ја посетиме твојата баба и да ја прашаме што таа ти подготвила за ручек. Бабичке,
Бабичке, што ви подготви ти денес? Ние се изморивме од игрите во паркот. Секако, чинија полна со здравје. Јади здраво, расти право. И јас научив колку е важно да се јаде здрава храна. Дедо денес ми раскажа многу убави приказни во паркот. И јас навистина сватив што треба, а што не треба да јадам. Дедо ми кажа и за инсектите и животните. Знаеш, бабо, секој од нив има своја храна што ја јаде. А така и ние, луѓето, особено дечињата. И така, дечиња, оваа приказна завршува и Марвин научил што всушност треба да јаде, а што не треба да јаде. Но, сега е време заедно да повториме што научивме од оваа приказна што ја слушнавте денес. Накратко, сега ќе повториме и ќе видиме. Ајде да ми кажете што гледате на оваа слика. Да, тоа е зеленчук. Дали можеме да кажеме како се викаат сите овие зеленчуци на оваа слика? Одиме поред, може? Што е ова? Кромитче, точно. Ова? Морковче. Ова? Пиперка. Ова? Брокула. Ова тука долу? Ротквица. Тиквица. А ова тука? Лукче. Ова насмеаното? Модар патлиџа. И најдолу, како во бродче. Така е, тоа е грашак. Значи, ова, дечиња, е здрава храна. И ова се сите зеленчуци, тука што се набројани, здрави и полни со витамини. Но, сега ќе ви покажам една друга слика. Што гледаме тука? Да. Оваа храна, деца, дали е здрава? Размислете. Што мислите? Не е. Зошто? Да, затоа што иако има по еден лист марула тука гледаме, некое доматче, тоа не е доволно за да може да се наполниме со витамини и да бидеме силни против сите вируси и бактерии. Да, а сега ќе ви зададам една задача. Да, не е тешка, но ќе ни треба помош од вашите родители. Да, од вашите родители. Значи, ќе имате за задача на еден лист да нацртате кој од овие производи тука што ги гледате се здрава, а кој се нездрав. И тие што се здрава да ги заокружите, а другите да ги прешкртате. Ке можете? Се надевам дека е така. Браво! И сега ви подготвив и уште нешто. Ајде да видиме што е тоа. Леле, дечиња, видете колку убаво виножито. Да, виножито, а виножитото имаш и друго име. Како се викаше? Дзуница. Да, има и една убава песна. Виножито, виножито, баба вели дзуница. Ова нашето знаете какво виножито е? Најздраво што може да постои. Да, тука се представени сите бои на виножитото. Ајде да ги повторим. Црвена, портокалова, жолта, зелена, сина и виолетова. Веднаш до секоја боја има нацртано
зеленчук или овошје во соодветната поја. Ваше ќе биде да доцртате и да ја дополните оваа низа од прекрасни зеленчуци и овошје. Сакате да ви помогнам малку? Да, ајде вака. Например, јас тука би доцртала една убава сочна црвена јаготка. Понадолу би доцртала една убава сочна мандарина. И не ви кажувам повеќе, ќе ве оставам вас да размислите, бидејќи денес зборуваме и учиме за здрава храна, знам дека ќе се потрудите и дека ќе успеете сами да го завршите ова. И сега заслужува внимание и овој цртеж, изработен од наши другарчиња. Погледнете колку е убав, можете и вакво нешто да си нацртате. И на крај, сакам да ве поздравам со една многу позната парола, односно многу позната порака, што ја слушаме често пати, и тоа е: здрава храна за детство без мана. Дечиња, јадете здрава храна и ќе бидете најсилните на целиот свет. Ве гушка и сака учителка Биле. До видување!